Отца и Сина и Светия Дух. Najvozljubeni во Христа Бога, браќи и сестри. Еден од најблескавите свештеници, роден на нашите простори, се уште жив, има можеби околу 100 години, е отец Петре Петрески од Јабланец. Тој на своите верници во неговата парохија дејствено, делатно им ја покажуваше силата на денешниот ден. Така што во олтарот на светиот храм ставаше шише полно со обична вода и шише со вода осветена од Духот Свет. Бидејќи самото село е орловско гнездо, веднаш под врвот на планината, тамошните студови се огромни. Минусните температури немерливи. Шишето полно со обична вода смрзнува, а шишето со осветената Духом Сјатим вода останувала несмрзната, и тоа е чудо што секогаш одново се повтора зарад силата на Светиот Дух, со која што се осветува природата на човекот и природата на светот. Зошто е потребно на денешен ден по силата на Светиот Дух, по силата на оној кој што влезе во водите јордански, Богочовекот Христос, да се освети, да се обнови и да се исцели природата на човекот и природата на светот. Затоа што нивните природи се сериозно нарушени, загрозени, напати до степен на целосна изопаченост, ничкосан. Од што? Од гревот. Што е гревот? Промашување на целта и смислата на нашето историско постојање. И денеска гледајте, се враќа на своето место. Во сите наши прозби зборувавме за силата на осветената и препородената природа на човекот и на светот да го убие гревот натрапнички влезен во неа. Да ги воспостави критериумите според кои што Бог го создал светот и благословил според нив да функционира. Секој отстапување од тој благословен систем на вредности води во пропаст. Најголеми сведоци за тоа сме ние, нашава генерација и нашево време и сите предизвици со кои што се соочуваме денеска. Свесни сме дека се случува нешто што води кон крајот на времето, кон крајот на светот. Сите сме загрижени, исплашени, затворени, самоизолирани и се изолираме од другите околу нас. И ништо од тоа не е од Бога благословено и не е во согласност со нашата природа од Бога создадена. За сето тоа денеска ни зборува богојавление, водици. Сега ќе си отидеме дома, силни, преполни, со благодат Божија, со сила, со здравје, да го чуваме. Народски да се изразам, ко очите своји. Целата личност наша, целата природа на човекот, а не само очите,
се толкова свети. И поради што целиот човек сме задолжени да го чуваме во слава Божја, не во своја слава. Пред некој ден, на 56 годишна возраст умре еден од архитектите на новиот светски поредок, Ротшилд, не знам како му беше точно името. Тој кој што има пари да го купи здравието која ќе го изгуби. Зашто оние што трчаат по пари велат кој има пари има и здравие. А ние знаеме дека не е здравието во парите, туку во верноста наша спрема Бога. Парите не се проклетство, парите се благослов Божи. За оној кој што го има од Бога дарот да ги собира, а потоа да ги сподели со оние што ги нема, да им го израдуваат и да им го олеснат претешкиот живот на тие луѓе од сите заборави. Еве гледајте што се случува денес. Колку е тажно што 15.000 православни христијани од Струга не се овде или не се крај бреговите на реката Црни Дрин. И тоа важи за секој македонски град, и тоа важи за секое христијанско село и за секој христијански град долж и попреку планетата Земја. Која е пораката? Да не се оддалечуваме од Господа, од Светата Црква Божја, од нашето свето православие. Да се држиме за Бога, како што малите деца на проодување се држат за скутините на мајките своји. Така да се држиме за Бога и да не допуштаме ниедна богопротивна сила да не развенча од мистичниот брак што сме го склопиле со него во денот од нашето лично крштевање со вода и Дух Свети, онака како што денеска човечката природа на Богочовекот Христос се крсти во водите јордански, имајќи ги за сведоци и постасите Божи, Отецот кој што громогласно го објави синовството Христово, неговиот за единороден син, кој што му е по воја на Отецот, и Духот Свет, кој што во вид на гулат најта врз Христа Господа и ја освети природата човечка и природата на светот. Истото тоа, најмили мои, се случило и со нас во денот на нашето крштевање. Без оглед на тоа, дали зарад тоа што сме миле малечки бебиња, тој ден не го паметим, или базесием на оние кои што возрастни, не имале таа среќа да се крстат, и токму во овие води, чисти и свети на нашево преубо, како што викаше поп Тома, најличното езеро на светот. Можевме ли да не го фрлиме крстот во овој најличен купел од рацете Божи создаде? Можевме ли во Духот светосветените води на ова езеро да не влезиме и да не се искапиме и да се стекниме со толку саканото здраве? Не можевме, браќа и сестри. И додека не има
I dodeka je svetog i vekov, vo Struga i vo ova Zlatno jezero, će se sučuva ovo i den. Nema sila što ke može da ne zapre. Amin. Za Bože.